Моето патување започна вака. Тргнав во потрага по подобар живот, поголема плата, подобри услови. Едноставно барав шанса за подобра иднина. Бев возбуден, но истовремено и малку исплашен. И не бев толку далеку од дома, кога сватив дека не е се така како што ми беше ветено. Се што мислев дека е сигурно, почна да се распаѓа. Соочувањето со реалноста ми го однесе тлото од поднозето. Сватив дека ветувањата биле само тоа, ветување. 12 работни часа, без право на избор, без одмор, без плата, без пасош. Безнадежноста ме преплави како темен бран. Плачев. Барав помош, но немаше кој да ме чуе. Она што мислев дека е патот кон остварување на моите соништа, се претвори во мојот најлош кошмар. И се што остана беше мојата потрага за подобра иднина во историјата на интернет пребарувачот. Овој видеоматеријал е одличен вовед за последниот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Според извештајот на Меѓународната канцеларија за труд, 24,9 милиони луѓе биле инволвирани во принудна работа. Овие мажи, жени и деца често се мигранти и работат во индустрии како што се земјоделство, рударство, фабрики, домашна помош и присилна сексуална работа. Не се залетува е кампањата која што е спроведена од невладината организација Отворена портала Страда со поддршка на заедничката програма на Европската унија и Советот на Европа, а има за цел да ја подигне свестоста кај населението за ризиците од трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација. На оваа тема ние разговараме со Маја Варушлија од Отворена портала Страда. Добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Кога размислувам, работата во странство генерално е примамлива и многу често се размислува и се разговара на оваа тема изминативе години, но многу малку се размислува за можните ризици. Така е, Сдруженијето Отворена порта работи веќе 20 години на превенција од трговија со луѓе и помош и поддршка на жртвите од трговија со луѓе, меѓу кои секако и жртвите на трудова експлоатација. Она што беше наша идеја во рамки на оваа кампањата не се залетува е токму да ја прошириме информацијата и да ја подигнеме свеста на населението, на младите луѓе кои што сакаат да заминат и мигрираат во странство, во потрага по подобар живот. Сведоци сме на денешната состојба во државата каде што многу млади луѓе својот живот, просперитетот го гледаат надвор од државата, но не е се така розево како што се покажува на оние огласи за работа. Многу често гледаме огласи каде што има примамлива работа, каде што не се бара никаква квалификација, каде што не се бара дури познавање на јазикот во земјата каде што лицето би требало да замине. Се нудат нереално високи плати. Позади тие огласи можеби се крие некаков ланец на трудова експлоатација. Извештајот кој што го споменав уште во воведот на Меѓународната канцеларија за труд, која што вели дека послободна глобална проценка 40,3 милиони луѓе се вклучени во оној ланец на модерно робство, е во најмала рака загрижувачки. Ова се што ги споменавте пред малку, алатките кои што ги користат трговците со луѓе, така ги намамуваат потенцијалните жртви? Најчесто кога станува збор за трудовата експлоатација, еден од најчестите начини се лажните огласи за работа. Понатаму, сакам да кажам, интернетот е една голема поле каде што може да се направат најразлични начини на искористување. Значи, прво се лажните огласи за работа, како што споменав, кои што се навистина нереални. Понатаму, исто така има најразлични сајтови, веб-сајтови за склопување на бракови, сајтови за романтични состаноци, каде што лицата мислејќи дека ќе го најдат љубовта на својот живот, ќе го средат својот живот, за жал навлегуваат и стануваат жртви на измама, на уцени, на закани, на експлоатација. Понатаму во самиот процес на експлоатација им се одземаат документите, трпат физичко и психичко насилство и навистина тешко е да излезат од тој круг на експлоатирање. И која е таа категорија на граѓани која што е најчеста мета на злоупотреби?
Видете, секој од нас може да стане жртва на трговија со луѓе, без разлика на возраст, на пол, род, етничка припадност или било која друга карактеристика. Она што не дели од вовлекувањето во трговијата е информираноста. Она што сакаме да го постигнеме со оваа кампања е навистина да подигнеме свеста кај младите луѓе, кај сите оние кои што сакаат, бараат подобра иднина, да се информираат, да го користат интернетот. Исто така, всушност и мотото на кампањата е еден клик не дели и од можни ризици и од информација, односно превенирање. Затоа оваа кампања е насочена конкретно кон тоа да младите луѓе го користат интернетот и сите оние алатки кои што и информации кои што им се на дланка и може да ги добијат за да се заштитат сами себе да не станат жртви на трговија. И што значи тоа? Што треба да провериме пред да аплицираме за работа? Така, има многу работи кои што можеме да ги провериме. Оно што беше интересно, кога почнавме со кампањата и почнавме со објавите во суштина на социјалните мрежи. Првата наша реченица беше нудиме добро платена работа во странство. Втората реченица беше не се залетувај. Ова може да е мамка за трговија со луѓе заради трудова експлоатација. Вие не знаете ние колку коментари добивме по однос на тоа дека многу лица сакаат да аплицираат. Не читајќи ја дури ни втората реченица од самата објава на нашата Facebook страница, што е навистина загрижувачки и треба да се работи на тоа да им се подигне свеста на младите. За еден оглас да биде проверен, постојат интернетот ќе кажеме прв, постојат повеќе начини. Значи да се провери дали кога е објавен огласот, колку време е активен, дали во огласот има оставено физичка адреса, дали е точна таа, дали воопшто постои таа адреса или има само некаков телефонски број. Понатаму да се провери дали таа фирма воопшто е регистрирана да праќа работници во странство, да вработува. Таа листа ја има на Министерството на веб страната на Министерството за труд и социјална политика. Понатаму во однос на огласот да се види дали навистина е реален, дали тоа што се бара, тоа што се нуди е во согласно со платата која што се нуди во согласно со тоа што се бара. Дали се бараат било какви квалификации. Понатаму, во однос на договорот за работа, што содржи, кои елементи, во однос на транспорт, сместување, работни часови, исхрана и така натаму. Има многу работи кои што можат да се проверат и кои што еден млад човек би му користиле пред да донесе било каква одлука. Многу е битно што нашата СОС телефонска линија, која што постои од 2002 година и која што е бесплатна за јавувачите, 0800 11 111. На таа бесплатна линија може било кој да се јави, да добие повеќе информации во однос на трговијата со луѓе, во однос на трудовата експлоатација, како да се проверат огласите, на што да се внимава, кои се условите во другите земји за работа. Понатаму имаме контакти со останати невладини организации од западноевропските земји да добијат контакти лицата, се она што би им помогнало да добијат соодветни информации. На почетокот на разговорот ја споменав глобалната статистика и обично знаеме да кажеме што не е блиску до нас, не на засека, па не му посветуваме доволно внимание. Колку македонци се дел од оваа глобална статистика? Некако да направиме поопиплива и темата. Така. За жал, статистиките говорат дека се почесто македонците се идентификувани особено во западноевропските земји како жртви на трудова експлоатација. Во извештајот на Грета експертската група е нотирано дека за 2018 година во Германија се идентификувани 52 мажи како жртви на трудова експлоатација кои што биле искористувани во градежниот сектор. Понатаму, пред 7-8 години, исто така имавме една голема група на мажи кои што беа тргувани заради трудова експлоатација заедно со други мажи од регионот Србија, Босна, Црна Гора во Азербејџан. Исто така беа искористувани во градежниот сектор, живееа во страшно нехумани услови, работејќи по 12-18 часа на градилиште без никаков надомест. Страшни се условите. Морам да кажам, покрај
трудовата експлоатација и она што се случува надвор од државата. Ние во државата се соочуваме со така наречена внатрешна трговија со луѓе. Внатрешна значи експлоатација во рамки на самата држава, трговија во рамки на самата држава. Она што е карактеристично за оваа трговија е всушност дека млади девојчиња се тргуваат заради сексуална или трудова експлоатација. Многу загрижува фактот што овие деца се на возраст од 13 до 17 години. Тоа ни е показател и ни кажува дека треба сериозно да се работи како невладините организации, државните институции и општо јавноста и семејствата треба се запознаат дека тоа се случува и во рамки на државата, се случува овдека и дека треба сериозно да се работи, да се сузбие овој проблем и да им се помогне на тие жртви. Невнимателност која што на долг рок остава сериозни здравствени и психички последици, затоа треба да бидеме внимателни. Видеоматеријалите кои што до пред малку ги гледа гледачите всушност е дел од кампањата. Не се за летове. Во неформален разговор пред почетокот ми споменавте, не знаевме каква ќе биде реакцијата, но се одлично сработени, многу внимателно сработени. Да, она што така, она што се плашевме беше како луѓето ќе го разберат проблемот. Она што го кажавте, секогаш викаат дека тоа велат нели за проблем кој не е на засега, кој не е тука, дека се случува некаде далеку. Но кога станува збор за последиците, има огромни последици за жртвите на трудова експлоатација, нормално и за жртвите на останатите видови на експлоатација, пошто постојат различни видови на експлоатација. Првенствено тука ќе кажам последици по нивното физичко здравје. Многу од нив работејќи во лоши услови се здобиваат со најразлични повреди, се здобиваат со хронични болести кои што и текако понатаму бараат третман. Исто така ти имаат нарушено ментално здравје. Тие претходно биле во ситуација на уцени, на психички тортури, на закани, психичко насилство. Навистина треба голем временски период да помине за тие да можат да закрепнат понатаму и да се вклопат во некакви нормални текови на животот. Исто така, имаме случаи каде што, посебно ако станува збор за трудовата експлоатација, тие запаѓаат во економски долгови. Долговите во суштина на почеток се договараат со работодавецот дека тој ќе го плати патот, сместувањето и храната, па после тие ќе почнат да ги враќаат долговите и ќе почнат да заработуваат. За жал никогаш не излегува така и тие секогаш влегуваат се повеќе и повеќе во долгови. Ова се последици кои што треба сите три да кажам, кои што треба сериозно да се работи. Еден таков случај имаше деновиве за кој што се зборуваше исто така по медиумите. Често говориме дека треба да го користиме интернетот паметно и да го користиме интернетот за добро, но се покажа изминативе месеци дека многумина интернетот го подразбираат само како користење на социјалните мрежи. Не знаеме многу на оваа тема, за жал. За жал, токму тоа е и нашата цел, да ги освестиме младите особено, да го користат интернетот. Сакаме до нив да стигнеме, да им кажеме како да го користат, што треба да бараат, како треба да се заштитат. И кампањата за која што зборуваме денеска ќе продолжи во наредните месеци. Тоа ни е целта. Да стигнеме до младите во ова море од лажни информации и огласи, да ги научиме како паметно да го користат интернетот. И која е пораката за сите оние кои што во моментов размислуваат за работа во странство? Видете, ние ги поддржуваме младите во остварување на нивните соништа. Ако тоа е да заминат во странство, во потрага по подобар живот, ние ги поддржуваме. Но треба да направат информирана одлука. Истото се однесува и за лицата кои што бараат работа внатре, во рамки на државата. Значи, не се залетувајте. Информирајте се, користете го интернетот, добивајте информации, јавете се на SOS линија, прашајте, зборувајте со луѓето, направете информирана одлука за вашиот живот понатаму. Иако јавното говорење е еден од чекорите во решавање на проблемите, ние ветуваме дека јавно ќе говориме со вас на оваа тема и во периодот кој што следува. Ви благодариме за поддршката. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро.